First of all, I want to thank you very much for this invitation. Пред се би сакал сите да ви заблагодарам за оваа покана. Indeed, it's a blessing for me to be here in this country, in Macedonia, in Skopje. За мене лично е благослов да се биде тука во вашата земја, во Македонија, And во Скопје. praise be to the Lord and all the glory to be to Him for this occasion of studying together from the Word of God. Нека е слава и чест на Господа за оваа прилика што ја имаме да можеме заедно да ја проучуваме Божјата реч. As you listen, my brother who said something in Macedonian language about me, Кога го слушавте мојот брат како на македонски кажува некои работи за мене, several months ago I had the privilege to preach in Serbia for Sabbath and Sunday. пред неколку месеци имав прилика да проповедам во Србија за сабота и недела, цел викенд. And in that occasion, during the Sabbath, a lot of people came from different parts of these Balkanian countries. И во таа прилика многу луѓе, посетители, беа дојдени од повеќе балкански земји, From here, from Macedonia, from Montenegro, and Имаше и од especially Serbia, Македонија, од Црна Гора, од Србија посебно, from Romania. исто така и од Романија. And after those presentation, I received this invitation to come and be together with you in this wonderful church here in Skopje. А потоа ја примив оваа порака да покана да дојдам тука и да бидам заедно со вас во оваа прекрасна црква во Скопје. As you listen, my name is Andrei Oroșanu. Како што чувте, моето име е Андреј Орошану. I have 33 years right now. Сега во овој момент имам 33 години. I was born in 1985, Роден сум 1985 година and from the age of 20, и почнувајќи од 20 годишна возраст, my only work has been only the work for God. моето единствено занимање беше да работам за Бога. So I'm working as a medical missionary evangelist. Јас работам како здравствено-мисионски евангелист. Maybe for some of you these terms are not so known, Може би за некои од вас овие изрази не ви се толку познати, but medical missionary work was the work that Christ was engaged when he was on this earth. но здравствено-мисионското дело беше она дело во кое што Христос, со кое што тој се занимаваше додека беше на земја. He used medical missionary work, healing the people, to prepare a way to preach the gospel. Тој го користеше ова дело за да ги исцелува луѓето и на тој начин да ги подготви да можат да го слушаат Евангелието. So most of the time, prior to preach the gospel, I'm helping the people to get a better health. Затоа и јас, пред да го проповедам Евангелието, често им помагам на луѓето како да го подобрат своето здравје. At the moment, I'm also running a school in Romania, a medical missionary school. Исто така, управувам и со едно здравствено-мисионско училиште во Романија. The name of the school is Three Angels Message Medical Missionary School. Името на тоа училиште е здравствено-мисионско училиште Три ангелски вести или Троангелска вест. So for almost 6 years, I'm that place in Romania. И веќе 6 години работам таму, во тоа место во Романија. And every year we are preparing around 20 missionaries for all parts of the world. И секоја година подготвуваме по околу 20 мисионери и ги испраќаме во сите краишта на светот. That are going and working for the cause of God around the whole world. Кои што одат и работат за Божјото дело на секаде по светот. Most of the time I'm traveling and I'm busy preaching and conducting evangelistic meetings and revival meetings. Често, по големи дел од времето, го поминувам во патувања, каде што држам предавања, здравствено-мисионски, евангелски предавања. And this is my greatest joy. И тоа мене ми представува најголема радост. In the same time, I'm married, I'm a father of 2 children.
Јас сум оженет и татко на 2 деца. And unfortunately, in this occasion, they are not together with me. И за жал, ова прилика, моето семејство не е тука заедно со But I мене. know that God will open a way that maybe in the future I will be again in this country by God's grace. Но може би Господ ќе отвори пат во иднина, по Негова милост, повторно да ви дојдем тука во вашата земја. I want to tell you that I was not born a Seventh-day Adventist. Би сакал да ви кажам дека јас не сум роден во адвентистичко I семејство. was born in an Orthodox family, very Orthodox family. Роден сум во едно многу православно семејство. My mother was the first one that received the message, the Advent message. Мајка ми беше првата личност која што ја прими адвентната вест. And at the age of 18, I received baptism. И кога имав 18 години се крстив. But for the young people who are here, and not only for the young people, За сите млади лица кои што се тука, но не само за нив, I received baptism, but I was not converted. би сакал да ви кажам дека тогаш се крстив, меѓутоа не бев обратен. The reason why I had received baptism, it was because I wanted to make a joy for my mother. Причината е зашто јас тогаш се крстив, беше за да ја израдувам мајка ми. I was having a habit of coming to church. Имав навика да одам во црква, I was singing in the choir, дури и да пеам во црковниот хор, but I was not converted. но јас самиот не бев обратен And верник. around the age of 20, И кога имав околу 20 години, it was the first time in my life when I met Christ. тоа беше прв пат во мојот живот кога го сретнав Христа. From that moment, my life changed. И од тогаш целиот мој живот се промени. And from that moment, I start doing medical missionary work, working for the cause of God. И од тогаш се занимавам со здравствено мисионско дело и работам за Божјата. I'm telling you this because there are many precious souls, even in this Orthodox country here in Macedonia, Овој го велам затоа што и тука во оваа православна земја Македонија има многу скапоцени души who need to hear more about Jesus and the wonderful truths from the Word of God. кои што треба да имаат потреба да чујат многу повеќе за Исуса и за прекрасните вистини од Божјата реч. I want to encourage you never to give up on these precious souls. Би сакал да ве охрабрам никогаш да не дигнете раце од тие скапоцени души. So these are some of the details about my life. Ова се само некои од деталите во врска со мојот живот. But I want from all my heart that only Jesus Christ to be uplifted in our midst. Но јас сакам само Исус Христос и се молам само Исус Христос да биде воздигнат во нашата средина, Because without Jesus Christ we are nothing. бидејќи без Исуса Христа ние сме ништо. In this morning, I want to study together with you from the Bible. И ова утро ќе сакам заедно со вас да проучуваме заедно од Библијата. Most of my time I'm spending in the school in Romania and I'm teaching the students the Bible. Повеќето време во училиштето во Романија го поминувам предавајќи им на студентите од Светото писмо. And in this occasion, we want to study together from the Word of God. И во оваа прилика би сакал заедно да проучуваме од Божјото Слово. But prior to open the Bible, I want to ask you very important things. Но пред да ја отвориме Библијата, би сакал да ве прашам некои многу важни нешта. And I beg you from all my heart. И ве молам од сето моје срце. First of all, please, Прво и основно ве молам, close your mobile phone. исклучете ги вашите мобилни телефони. Close the mobile phone Исклучете ги мобилните телефони and open the Bible. и отворете ги Библиите. For those who have been present last night here, За оние кои што бевте синоќа присутни you овдека, have seen practically видовте практично, that when God забележавте, has something very important to send to us, дека во моментот кога Господ има некоја многу важна порака што треба да ја the чуеме, phones are starting to ring. мобилните телефони почнаа да звонат. I came by a plane here in Macedonia, Јас дојдов тука со авион во Македонија and one of the things that the
the people from the plane ask us is to close our mobile phones. И една работа која што секаде во авион стюардесите, например, ви велат, е да ги исклучите вашите мобилни Do you телефони. know why they ask us in the plane to close the mobile phone? Дали знаете зошто во авион се бара од вас да ги исклучувате мобилните телефони? Because it is for our safety. Затоа што тоа е важно за нашата безбедност. The plane is trying to receive signals from these towers of control to help him to have a safe traveling. Пилотската кабина се обидува да прима сигнали, информации од контролните кули во врска со одржувањето на летот. And we are obedient. И ние како патници Now, слушаме. today we want to receive a signal not from this earth, Но денес ние сакаме да примеме еден сигнал кој што не потекнува од оваа земја, but from heaven, straight from God. туку директно од небесата, од So Господа. I beg you from all my heart, Затоа ве молам од сето мое срце, please close your mobile phone. ве молам, исклучете ги вашите мобилни телефони. Secondly, I want you to pray for me. Второ нешто што би побарал од вас е, ќе ве молам да се молите за And мене. also for my brother Исто така и за мојот брат, that he is translating. кој што преведува, He is going to be Aaron today for me. тој ќе биде Арон за мене денес. And also, I want you to think as we listen the word of God. Исто така би сакал да размислувате додека го читаме Божјето Слово. The religion of the Bible is a religion that makes us think. Библиската религија е таква религија која што не тера на размислување. Let me tell you very simple. Да ви кажам со едноставни If зборови, more people will think when they read the Bible, кога повеќето луѓе би размислувале додека ја читаат they will Библијата, not eat the things that they are eating today. не би ги јаделе сите оние нешта кои што денес ги јадат. If the people will think. Само ако размислуваат. So I beg you from all my heart, Затоа ве молам од сето мое let's срце be attentive as we are listening the word of God. да обрнуваме внимание додека го слушаме Божјето Слово. So in this morning, we want to open the Bible and study Bible prophecy. Ова утро ќе го отвориме Божјото Слово и ќе проучуваме едно библиско пророштво. My time is very short here in Macedonia, Моето време тука во Македонија е многу кратко, but I want you to understand the most important things considering our religious life. но јас би сакал да ги забележите најважните елементи од нашиот верски живот. So I want you to open the Bible Би сакал да ја отвориме Библијата and listen something about the character of God. и да чуеме нешто во врска со Божиот карактер. Let's read together from the book of Numbers chapter 23. Да отвориме најнапред и да читаме во Броеви или 4-та книга Мојсеева, 23 глава, And we read from there verse 19. и таму ќе го прочитаме 19-тиот стих. It is a very known verse, Тој е еден мощно познат стих, and as we are trying to lay a foundation from our message in this morning, и како што ќе сакаме да поставиме една основа за нашата порака, it is very important. 23 глава, 19 стих. It's very important to dig deep in the Word of God. Многу е важно да се задлабочиме во Божјето Слово. Listen what the Bible is saying here. Да послушаме што кажува Библијата овде. Numbers 23 verse 19. Броеви 23 глава 19 стих. God is not a man that should lie, Бог не е човек та да лаже, neither the Son of Man that he should repent. ниту е син човечки па да се покае. Hath he said, and shall he not do it? Што ќе каже, нема ли да го изврши? Or hath he spoken, and shall not make it good? Или што ќе рече, нема ли да се збидне? So what is this Bible verse saying to us? Што ни кажува овој библиски стих? Very simple. Едноставно речено, God is not able to say lies. Господ не може да лаже.
The Bible is saying in the book of John chapter 14 verse 6, Библијата ни вели во Евангелието по Јован 14 глава 6 стих. you know this Bible verse, Многу добро го знаете овој библиски стих. when Jesus said, I am the way, Кога Господ Исус рече јас сум патот, the truth, вистината and the life. и животот. When you come to Christ Кога доаѓате кај Христа and you want to receive salvation, и сакате да примите спасение, you need to go on that way that you find truth. треба да почнете да чекорите по оној пат каде што се наоѓа вистината. The way of Christ is the way of truth. Христовиот пат е патот на вистината. And only when you receive truth, you will receive life, even eternal life. И само кога ќе ја примите вистината, ќе го примите со неја и животот, вечниот живот. Let me tell you very clearly, my brothers and my sisters, Би сакал да ви кажам многу јасно, браќа и сестри, there is no salvation in lies. дека не постои спасение во лаги. There is no salvation in human words. Не постои спасение во човечки зборови. Our only salvation can be present in our life only to the power of Christ and His truth. Единственото спасение кое што можеме да го имаме во животот е само преку силата Христова и неговата вистина. So the Bible is saying that God cannot lie. Значи Библијата ни вели дека Бог не може да лаже. Not only that He cannot lie, Не само што тој не може да лаже, but the Bible is saying that what God has said, He will fulfill. туку Библијата ни вели дека она што Господ го вели, го кажува, тој тоа и ќе го исполни. God is not changing His mind. Господ не се предомислува. When God is speaking, He will do what He spoke. Кога Господ зборува, тој ќе го направи тоа што го кажува. I don't know how many of you have been present at least once in your life in a courtroom, Не знам колку мене од вас барем еднаш во животот биле присутни во судница, where the judgment is taking place. кога се случува некој судски процес, некој рочиште. In every case that is there present at the courtroom, there are witnesses. Секогаш во сите такви ситуации во судницата постојат некои така наречени сведоци. And in those cases, if the witnesses they are called to speak in that case, И ако во тој конкретен случај се повика сведокот да посведочи, the judge is calling the witness, судијата го повикува сведокот and there is a special place there, и постои едно посебно седиште за and there него, is a Bible. а исто така таму постои и Библија. And you know what is the requirement? И знаете што се бара од They сведокот. ask you to put the hand on the Bible Се бара од сведокот да ја стави раката врз Библијата and to promise и да вети, to swear да се заколне, that you tell the truth and nothing but the truth. дека ќе ја кажува само вистината и ништо повеќе од At least вистината. this is in theory, Барем така е според теорија. because I don't know how many people are telling the truth right there. Бидејќи не знам колку мина сведоци во судовите ја кажуваат вистината. But when you are asked to swear something, Но кога од вас се побара дури да се заколнете за нешто, this is a very important thing. тоа е само по себе нешто многу важно. It's like you are promising something Значи, тоа не е само обично ветување од ваша страна and you give your word. или давање збор. Now let's read from the Bible Ајде сега да прочитаме од Библијата what is happening not on when a man is swearing, што се случува не кога човек ќе се заколне, but when God swears. туку тогаш кога Господ дава заклетва. Let's read together from the Bible, from the book of Isaiah chapter 14. Да отвориме заедно во Библијата во книгата на пророкот Исаија 14 глава. And we read from there verse 24. Isaiah chapter 14 verse 24. И таму ќе го прочитаме 24 стих. Исаија 14 глава 24 стих. Look what the Bible is saying. Да видиме што кажува Библијата. The Lord of hosts has sworn, Со клетва вели Господ Саваот, saying,
Surely as I have thought, so shall it come to pass, and as I have purposed, so shall it stand. Како што намислив, така и ќе биде. Како што решив, така и ќе стане. So here we see very clearly, Тука гледаме многу јасно, when God is swearing, кога самиот Господ дава He is заклетва. saying what I have promised and said, it will be fulfilled. Значи, дека она што тој го ветил и го намислил, тоа и ќе го исполни. Let me give you an example from the Bible. Да ви дадам еден пример од самата Библија. That God is not joking when He is swearing something. Дека Господ не се шегува кога дава заклетва. Let's go together in the book of Hebrews chapter 3. Да отвориме заедно во посланието до евреите, 3 глава. And let me say you something right now at this moment in this presentation. И би сакал да ви кажам нешто најнапред во овој момент. The church is a place where the people of God, they need to open the Bible. Црквата е место каде што Божјиот народ треба да ја отвора Библијата. Unfortunately, my brothers and my sisters, За жал, мои браќа и сестри, we are living in a time when people are starting to preach even from the pulpits in the church, not the word of God, but the word of men. живееме во време кога, за жал, дури и од катедри се проповеда не од Божјата реч, туку се проповедаат човечки науки. And this is the reason why people are going in the wrong paths. И тоа е причината зашто мнозина одат по погрешен пат. I was recently conducting an evangelistic meeting in Romania, Неодамна одржував една евангелизација во Романија and a television station came to record the presentation and put it on their television station. и една телевизиска станица дојде за да го снима тоа предавање и да го емитува потоа. And as I was presenting the messages, Како што јас ги држев овие предавања, I asked some few questions for the people. поставив во предавањето неколку прашања You know that за right now луѓето. we are coming very close to the Easter time. Како што знаете, се доближуваме до Великден. Let me ask you, but please don't answer me. You know the answer. Да ве прашам нешто, не мора да ми одговорате, го знаете одговорот. Where in the Bible you have seen Каде во Библијата сте виделе that at the death of Jesus Christ, eggs have been present under the cross? во времето на Христовата смрт, каде во Библијата гледате дека беа присутни јајца? Have you seen something like this? Дали во Библијата гледате некаде јајца за време на Христовата смрт? I don't know if this thing is present here in Macedonia. Не знам дали тој обичај постои тука во But in Македонија, my Orthodox country in Romania, но во мојата православна земја во Романија, people are painting in different colors eggs for Easter. луѓето фарбаат јајца и тоа во различни бои за Великден. And we have rabbits like putting together with the Easter. Дури имаме и зајци насликани But на тие јајца за Великден. where have we seen these things in the Bible? Но каде ги гледате овие нешта во Библијата? They are not present in the Bible. Во Библијата тие не постојат. So if they are not present in the Bible, what is the source of these things that we are seeing today in Christianity? Значи, ако ги нема во Библијата, тогаш од каде доаѓаат овие нешта? Од кој е нивниот извор во христијанството? It was only one answer. Постои само еден одговор. These are the teachings of men. Сето тоа се човечките учења. These are traditions from men. Тоа се човечки традиции. This is not coming from the Word of God. Тоа не произлегува од Божјото Слово. And everything that is not coming from the Word of God А сето она што не произлегува од Божјото Слово, is having only one source. има само еден извор, It is the devil. а тоа е ѓаволот. Let me tell you again, and I don't want to be so repetitive, but I want you to understand very clear. Би сакал да ви повторам уште еднаш, иако не сакам многу да повторувам, но сакам мощно јасно да разберете. Any preacher, Секој проповедник, any pastor, или пастор, any evangelist или евангелист, that is not preaching from the Bible
кој не проповеда од Божјото Слово and he is speaking his own words, not the words of God, и кажува некоја своја наука, а не Божјите зборови, is under the influence of Satan. таквиот проповедник е под сатанско влијание. Let me tell you, this is what we are seeing even in these last days, again and again and again. И тоа е нешто што го гледаме дури во ова последно време одново и одново, се почесто. But I think you are a church that loves the Bible. Но мислам дека вие сте црква која што ја сака Библијата. Do you know that the pioneers of the Seventh-day Adventist movement loved so much the Bible? Дали знаете дека пионерите на адвентното движење толку многу ја сакаа Библијата? It was one brother, a young man called J.N. Andrews, a pioneer of the Advent movement. Имаше еден млад човек по име Џон Ендрус, пионер на адвентното движење, And he was asked once, и еднаш тој бил запрашан: do you think that if we can take all the Bibles from the world, што мислиш, ако ги собереме сите Библии од светот, and there will not be not even one Bible upon this earth, и повеќе да нема ниту една Библија на земјата, are you able as Adventists to write again the Bible word by word? дали вие адвентистите би можеле одново да ја напишете збор по збор? And you know what was the answer of this brother? И знаете кој беше одговорот на овој брат? And he was a young man. А тој Џон Ендрус беше млад He човек. said like this, Неговиот одговор беше ваков: regarding the New Testament, I am able to write it word by word without mistake. Што се однесува до Новиот Завет, и јас би можел одново да го препишам збор по збор на памет, без ниту една грешка. As for the Old Testament, there are some passages where I am making mistakes. А што се однесува до Стариот Завет, постојат само некои места каде што грешам. These people were living Bibles. Тие луѓе беа живи Библии во тоа време. Somebody came to the same brother Некој друг еднаш дошол кај истиот and брат said to him like this, и му кажал нешто вакво: if you study the book of Galatians, ако го проучуваш посланието до галатјаните, you will understand that we are not under the law. тогаш ќе разбереш дека ние не сме под законот. We don't need to keep the law of God. Ние немаме потреба да го држиме The Божиот law of God закон. has been nailed to the cross. Божиот закон бил закован на And крстот. then J.N. Andrews said like this. А тогаш Џон Ендрус му дал ваков одговор. He closed the Bible Ја затворил and Библијата he recited the whole book of Galatians by heart. и на овој човек му ја изрецитирал целата книга, целото послание на памет до галатјани. And then he asked the preacher, И потоа го прашал: what part of the book of Galatians we don't know? кој е тој дел од посланието до галатјаните кој што не го знаеме? And that preacher went away. И овој проповедник си заминал. These were the pioneers of the Seventh-day Adventist movement. Ова биле пионерите на адвентното движење. Right now, what we are seeing among our youth in the church, Но денес помеѓу нашата младина во црквата гледаме нешто друго. I'm spending a lot of time with young people. Јас инаку поминувам доста време заедно со When млади I'm луѓе. invited in this youth meeting, Кога сум поканет на некој младински собор, I am asking often the young people to tell me a Bible verse, a memory verse from the Bible. често пати ги прашувам младите луѓе да ми кажат, да ми изрецитираат некој библиски стих на памет. And if there are 10 young people in that occasion, И ако во таа прилика постојат 10 млади, 8 of them, they will tell me only one Bible verse. од 10, од прилика 8 ќе ми кажат еден ист библиски стих. John 3:16. Јован 3:16. You are laughing, Се смеете, but this is a problem. но тоа е проблем. The first one he is saying John 3:16. Првиот го кажува тој стих, And Јован the other 3:16. ones, they only know John 3:16. А и сите други единствено го знаат Јован 3:16. But if you ask the young people how many goals Cristiano Ronaldo did in Champions League, they know. Но ако ги прашате младите луѓе колку гола дал Христијано Роналдо во Лигата на шампионите,
Тие знаат. Do you understand what I'm saying? Дали разбирате што ви велам? We are asking the young people to open the Bible in the book of Proverbs and they are searching it in the New Testament. Често пати бараме од младите луѓе да ја отворат Библијата во книгата Пословици и тие листаат во Новиот Завет да ја најдат. I was in a church where I was preaching a message, Babylon has fallen, has fallen. Во една црква проповедав на тема Падна Вавилон. And one of the young people said, И еден од младите луѓе ми рече, there was a very known club, night club called Babylon. познав еден многу добар ноќен клуб што се вика And Вавилон. he was saying, that club is destroyed. И ми кажа дека тој клуб бил уништен. My brothers and my sisters, Односно ме праша дали тој клуб е уништен. we need to come back to the Bible. Драги браќа и сестри, мораме да се вратиме на Библијата. We need to come back to the Bible. Мораме да се вратиме во Библијата. I'm very happy for the technology today. Навистина ме радува технологијата која што But имаме на if располагање. the verses from the Bible, we just read them from the projector. Меѓутоа, често пати кога се цитира Библијата ги читаме од прожектор, And the electricity is over. а струјата ќе снема, да речеме, Then the sermon is over. и тогаш и проповедта завршува ако снема струја. This work is going to be closed with the Bible. Но ова дело ќе биде завршено со Библијата. Now let me show you in the book of Hebrews chapter 3 Да ви покажам сега конечно во Евреите 3 глава that рековме God is not joking when he swears. дека Господ не се шегува кога дава заклетва. And we are laying a foundation for studying Bible prophecy. Со ова ја поставуваме темел, основа за проучување на библиско пророштво. Listen what the Bible is saying in verse 7. Да слушнеме што ни кажува Библијата во 7 стих. Wherefore, as the Holy Ghost said, today if we will hear his voice, Поради тоа, како што вели Светиот Дух, денес ако го чуете неговиот глас, harden not your hearts as in the provocation in the days of temptation in the wilderness. не ги стврднувајте вашите срца како во огорченоста на денот на искушувањето во пустината. Verse 9, when your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. 9 стих, каде што татковците ваши ме искуша, ме испитува, иако ги гледаа делата мои преку 40 години. Who spent 40 years in the wilderness? Кој е тој што поминал 40 години во Question. пустината? These were the children Question. of Israel. Тоа беа синовите Израелови. Now listen what the Bible is saying further. Да послушаме што понатаму ни кажува Библијата. Wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. 10 стих. Господ продолжува избори. Затоа се разгревив на тој род и реков, секогаш се заблудуваа во срцата своји и не ги познаа моите патишта. Verse 11. И сега 11 стих. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Па така се заколнав во својот гнев, дека нема да влезат во мојот спокој. So when God saw the condition of the hearts of these people, Значи, кога Господ ја видел состојбата на срцето кај овие луѓе, God swore and he said, they will not enter into my rest. Господ се заколна и рече, овие нема да влезат во мојот спокој. The same thing is repeated in verse 17. И истото се повторува во 17 стих. But with whom was he grieved 40 years? Против кого негодуваше тој 40 години? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? Нели против оние што погрешија и чии коски останаа во пустината? Verse 18. And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not? 18 стих. А на кој им се заколнал дека нема да влезат во неговиот спокој, ако не на оние што беа непослушни?
And the Bible is saying, so we see that they could not enter in because of unbelief. И 19 стих вели, и така гледаме дека тие не можеа да влезат поради неверието. We want to make a short recapitulation of what we have studied so far. Би сакал да направиме една кратка рекапитулација за она што досега го проучивме. Because as I'm studying with my students at school, Бидејќи кога проучувам заедно со моите студенти и ученици I во want училиштето, always that my presentation to be very clear, crystal clear. сакам сите мои предавања да бидат многу кристално јасни. And I'm not for a long time here in Macedonia with you. Јас нема да бидам долго време со вас тука во Македонија. I'm not here to waste time. Не сум тука за да губам I време. want from all my heart that me and you and your families to be saved in the kingdom of God. Затоа што сакам сите ние, јас, вие и сите ваши семејства да бидеме спасени во Божјото царство. God is not lying. Господ не лаже. He always tells the truth. Тој секогаш ја кажува вистината. And what he is saying, he is going to fulfill. И она што тој го вели, тоа ќе го исполни. Amen. Амин. But especially when the Bible is saying that God is swearing, Но особено кога Библијата вели дека Господ се заколна, it's like just God is saying, I put my name, my life, that thing is going to be fulfilled. тоа иска како Господ да вели, и јас го вложувам моето име, мојот живот, дека тоа нешто ќе се исполни. How many of you understood what I have just said so far in this presentation? Колку мина од вас разбраа досега што ви зборува во ова предавање? Thank you very much. Ви благодарам. Let's see in the book of Revelation chapter 10, Ајде сега да погледнеме во Откровение 10 глава, God raising his hand and swear again. како Господ ја крева својата рака и повторно се заколнува. And see God making a promise И да видиме какво ветување дава Господ. under an oath. Господ под заклетва. Listen what the Bible is saying. Да слушнеме што ни кажува Библијата. Revelation chapter 10, Откровение 10 глава, and we want to read from here, from verse, let's read together, from verse 5. да почнеме да читаме заедно, почнувајќи од 5 стих. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven. 5 стих, Откровение 10 глава. И ангелот, кога го видов како стои над морето и над земјата, крена рака кон небото, Verse 6, and swear by him that liveth forever and ever. и 6 стих, и се заколна во оној кој живее во вечни векови, Who created heavens and things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, there should be time no longer. и кој го создал небото и се што е на него, земјата и се што е на неа, и морето и се што е во него, дека повеќе нема да има време. So we see in this Bible passage in the book of Revelation, Значи, во овој библиски текст, во Откровението, this mighty angel го гледаме овој силен ангел, that is having one leg upon the earth кој што со едната нога стои на земјата, and the other leg upon the sea. а со другата нога во морето, And he is raising his hand upon heaven. и ја крева својата рака кон небото, And he is swearing. и се заколнува. And he is using the name of God, God the Creator, under this oath. И во оваа своја заклетва тој го користи Божјото име, името на Творецот. And listen what is the oath, the promise of God. А во што се состои заклетвата или Божјото ветување? Verse 7. 7 стих. But in the days of the voice of the seventh angel, Но во деновите кога седмиот ангел ќе се огласи и ќе затруби, when shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to the servants, the prophets. тогаш ќе се изврши тајната на Бога, како што им беше објавил тој на своите слуги пророците.
So our first question, as we are studying this Bible passage from the Revelation, Првото прашање што ќе го поставиме проучувајќи го овој библиски текст од Откровението, who is this mighty angel that is making this oath? Кој е овој силен, моќен ангел кој што ја дава оваа заклетва? And he is swearing on the name of God, God the Creator. И се заколнува во Божјото име, во името на Творецот. This mighty angel Овој is Jesus Christ. Овој моќен ангел представен тука не е никој друг, туку Исус Христос. Let's read together about this. Ајде заедно да прочитаме нешто за Revelation ова. chapter 10, and we want to read from verse 1. Да почнеме сега да ја читаме истата ова 10 глава од првиот стих. And I saw another mighty angel came down from heaven. И видов еден друг силен ангел како слегува од небото. Now look at the description of this mighty angel. И сега забележете како е опишан овој моќен ангел. Let me stop and say to you something very important. Ќе застанам за миг, затоа што сакам да ви кажам нешто многу важно. Jesus Christ is not an angel. Значи, прво и основно, Исус Христос не е ангел. But why we are saying that in this Bible passage, Jesus is being described as a mighty angel? Но зошто велиме, например, во овој библиски стих, дека Исус е опишан како некој силен For ангел? those who are taking notes, За сите вие кои што ставате кои if you што read in the пишувате Bible in the book of Psalms, забелешки, ако ја читате Библијата во псалмите, Psalms 148, например 148-иот псалм, from verse 1 to verse 6, од првиот до 6-тиот стих, you will see very clearly that the Bible is saying that angels are created by God. таму, например, многу јасно ќе прочитате дека според Библијата ангелите се создадени од Бога. But why we are saying that Christ here in Revelation is presented as a mighty angel? Но зошто, например, тука во Откровението велиме дека Исус е представен како некој силен ангел? Jesus said, I am the bread of life. Исус вели, јас сум духот на животот, Let me ask you лебот this. на животот. Do you think that Jesus in heaven is a bread? Ако Исус за себе вели, јас сум лебот на животот, дали тоа значи дека Исус, кога е на небото сега, е леб? No. Jesus Не. is saying, I am the water of life. Исус, например, вели, јас сум водата на животот. I am the mighty rock. Значи, Mighty rock. јас сум силната карпа. I am like a fortress to you that can protect you. Исто така за себе, значи, се опишува себе си како моќна тврдина, која што ве заштитува. So why God is being described in these terms? Зошто Бог често пати се опишува со вакви It's изрази? because God is trying to describe His character and the work that He's trying to do in our lives. Тоа е затоа што Господ сака на тој начин да го опише својот карактер, како и делото што сака да го изврши во нашиот живот. Angels in the Bible Ангелите во Библијата are being described as servants of God, those who are having a message from God. Ангелите во Библијата се опишани како Божји слуги, оние кои што пренесуваат Божји пораки. In the book of Galatians, Во посланието до Галатјаните, chapter 4, четвртата глава, verse 14, во 14 стих, the Apostle Paul was saying апостол Павле вели, to the Galatians, пишувајќи им на you Галатјаните, have received me as an angel from God. вие ме примивте како ангел Господов. But Paul was not an angel. Но апостол Павле не бил But ангел, what he was trying to say, you received me as a messenger from God that is having a precious message from God. но што сакал да каже со тоа? Значи, ме примивте како Божји вестник, како гласник, некој што ви носи скапоцена порака од Господа. When the Bible is saying in Revelation chapter 14, Кога Библијата во Откровение 14 глава I saw an angel flying in the midst of heaven, ни вели, видов ангел како лета посреде небото, having an everlasting gospel.
кој имаше вечно we евангелие, understand that we are not expecting literal angels to fly and preach the gospel. ние не очекуваме, читајќи го овој стих, да гледаме буквално како некој ангел лета по небото. Those angels represent you and me. Овие ангели ги представуваат, не представуваат нас, мене и The тебе. faithful messengers of God. Сите верни Божји гласници. But here in Revelation chapter 10, Но тука во 10-та глава од this Откровението, mighty angel овој силен ангел is coming from heaven се спушта, слегува од with небото a very important message. со една многу важна порака. And look how this mighty angel is being described. И погледнете како е опишан овој силен ангел. The Bible is saying, clothed with a cloud, Прво, вели Библијата во првиот стих, обвиен со облак, and the rainbow was upon his head, а над главата виножито, and his face was it were the sun, а лицето негово беше како сонце, and his feet as pillars of fire. додека нозете негови беа како огнени столбови. If you go to the book of Revelation chapter 1, Ако завртите сега во првата глава од we are not going to Откровението, open because of the time, заради времето нема ние сега да from отвориме verse таму, 10 во првата глава Откровение од 10-тиот стих to verse 16, до 16-тиот стих, you will see that the Son of Man, ќе видите како синот човечки, his face is shining like the sun. таму е опишан како лицето негово свети како сонце, Legs are the pillars of fire. неговите нозе се како огнени столбови. Revelation chapter 4, Откровение 4 глава the исто така. Bible is saying that where the throne of God is, a rainbow is present. Библијата ни вели таму во 4 глава дека таму каде што е Божиот престол, над главата, над престолот има виножито. Who is that who is coming upon clouds? Кој е оној што доаѓа на небесните облаци? This is the Son of Man. Тоа е синот човечки. This is Jesus Christ. Тоа е Исус Христос. This is the mighty angel from Revelation chapter 10. И тоа е овој силен ангел од Откровение He is 10 глава. coming with a mighty message. Тој доаѓа со една силна порака. And Jesus Christ, И Исус Христос he raised up his hand ја кренал својата рака and made a oath. и се заколнал. He swore in the name of God, Се заколнал во Божјото име, God the Creator. во Бога He Творецот, swore on himself се заколнал во себе си, because he is the Creator. бидејќи тој самиот е And Творецот. he said like this, И го кажува ова: when the seventh angel will begin to sound, тогаш кога ќе се огласи и ќе затруби седмиот ангел, in the days of the seventh trumpet, во деновите, значи на седмата труба, I swear, јас се колнам, I promise јас ветувам, that the mystery of God shall be fulfilled. дека ќе се изврши тајната на Бога. And this is going to be fulfilled, my brothers and my sisters. И оваа тајна навистина ќе се исполни, браќа и сестри. Now, when we study the book of Revelation, Кога го проучуваме Откровението, many people, they say that the book of Revelation is a book of mysteries. мнозина велат како Откровението е книга полна со мистерии And we cannot understand Revelation, и дека не можеме да го разбереме Откровението. especially in the churches around us. Особено тоа го велат во другите цркви. But one of the things why the people, they don't understand the book of Revelation, Но една од причините зашто луѓето не го разбираат Откровението it is because they have thrown aside the Old Testament especially. е затоа што тие целосно го фрлија на страна Стариот Завет. In the book of Revelation, we read about personage from the Bible like Jezebel. Пример во Откровението се среќаваме со едно библиско име, една библиска личност Езавела. Like Balaam, Или се споменува името Валаам. Balak. All these names, Сите овие имиња they point you to the Old Testament. ве упатуваат кон Стариот Завет. If you don't study the Old Testament, you cannot understand the book of Revelation. Ако не го проучувате Стариот Завет, не може да го разберете Even Откровението. the language that is being presented in Revelation is being presented first of all in the Old Testament. Дури самиот јазик, начинот на изразување во Откровението е позајмен од Стариот Завет. The prophet of the Lord, Ellen White,
Божиот пророк Елен Вајт in the book Acts of the Apostles, во незината книга Дела на апостолите page 585, на 585-та страница she wrote, го запишала следно. all the books of the Bible Сите книги во Библијата meet and they are ending in the book of Revelation. се среќаваат и завршуваат во Откровението. How many books of the Bible? Колку библиски книги се среќаваат во Откровението? All the books of the Bible. Сите други библиски You книги. cannot understand the Revelation Значи не можете да го разберете if you Откровението don't study the Bible. ако не го проучувате целата Библија. You know, the people are asking today what is going to be the mark of the beast. Често луѓето денес прашуваат што ќе биде жигот на зверот. And they are considering that the mark of the beast is going to be a chip that is going to be implanted here on the hand or here. И често размислуваат дека жигот на зверот можеби ќе биде некој чип кој што ќе биде имплантиран во раката или на челото. This is not true. Но тоа не е вистина. And you know why? И дали знаете зошто? Because the people, they don't open the Bible to understand the Bible. Луѓето не ја отвораат Библијата да ја читаат за да ја разберат Библијата. They want to understand the Bible using internet. Често пати луѓето сакаат да ја разберат Библијата користејќи интернет. They don't let the Bible to explain the Bible. Тие не дозволуваат Библијата да ја објасни Now, Библијата. we said that the book of Revelation, it is a very important book. Ние пак велиме дека Откровението е една многу важна книга. And there is a number that is being repeated again and again in the book of Revelation. И во книгата Откровение има еден број кој што се повторува почесто. Number 7. Тоа е бројот 7. What number I said? Кој број го кажав? 7. 7. We have 7 churches. Во Откровението среќаваме 7 цркви. What is the 7th church in the book of Revelation? Што е седмата црква во Откровението? Laodicea. This is the people that is being judged. Лаодикеја или во превод народот, луѓето кои што е суден. This is the people that is living when the judgment of God is taking place right now. Тоа е народ кој што живее во време кога токму сега се одвива Божји суд. In the book of Revelation we have 7 seals, Исто така во Откровението среќаваме 7 печати, 7 last plagues, 7 последни зла, 7 trumpets. 7 труби. But the number 7, Но бројот 7 this means perfection, сам по себе значи and in совршенство. the same time that means complete work, final. И истовремено бројот 7 значи комплетност, завршеност. From where we know this? Од каде го знаеме тоа? Because the Bible is saying that God created the world in 6 days. Затоа што Библијата вели дека Господ го создаде светот за 6 And дена, in the 7th day he rested А во from седмиот all ден- his work. во 7-миот ден отпочинал од сите своји дела. Now, we want to understand something about the 7th trumpet. Би сакал да разбереме нешто конкретно во врска со 7-та труба. If you don't understand especially the message of the sanctuary, you cannot understand Revelation. Ако не ја разберете пораката, науката за светилиштето, не може да го разберете ниту Откровението. The message of the sanctuary is a very important message. Пораката или науката за светилиштето е една многу важна наука. Do you know that there are churches who are keeping the Sabbath just like Seventh-day Adventists? Дали знаете дека постојат цркви кои што ја празнуваат саботата исто како адвентистите на I седмиот was ден? in Pentecostal churches that were keeping the Sabbath. Јас сум бил и во една пентекостална црква каде што ја празнуваат саботата. There are churches who really understand what is the nature of man in death. Има и цркви, други цркви кои што на вистина разбираат каква е човечката природа и неговата состојба за време на But смртта. let me tell you this. Но би сакал да ви го There кажам is следно. no church Не постои ни една друга that црква is able to understand the sanctuary message која што може да ја разбере науката за as светилиштето this church. како оваа црква. And if there is a message Ако постои порака that Satan is trying to destroy, или доктрина која што сатаната сака посебно да ја уништи, is the sanctuary message.
Тоа е науката за светилиштето. If we want to understand Revelation, Ако сакаме да го разбереме откровението, sanctuary is very important. светилиштето е многу важно за Let's тоа. go together in the book of Psalms, chapter 11. Да отвориме заедно во 11-тиот псалм, Psalms chapter 11, and we want to read verse 3 and 4. во 11-тиот псалм би сакал да ги прочитаме заедно 3-тиот и 4-тиот стих. Listen what the Bible is saying here. And if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Да видиме што ни кажува тука Библијата. 3 стих. Ако темелите се разурнати, што може праведниот да стори? So if the foundation is destroyed, there is no hope for the righteous people. Значи, ако се разурнати темелите, не постои никаква надеж за праведниците. Satan is trying again and again to destroy the foundation. Сатаната се труди одново и одново да го уништи темелот. Now in verse 4, А во 4-тиот стих, listen what is that foundation. слушате за каков темел се работи. The Lord is in his holy temple. Господ е во својот свет храм. The Lord's throne is in heaven. Господ е на престолот небесен. So you see, after God is asking about these foundations that Satan is trying to destroy, Значи, кога станува збор за овие темели кои што сатаната сака да ги разурне, God is bringing in front of the people this knowledge about the temple of God, the sanctuary of God. во врска со тоа Господ, значи, ја открива својата вистина за неговиот храм. Sanctuary message is the foundation of this church. Пораката за светилиштето представува темелот или основата за адвентичката црква. Look what the Bible is saying in the book of Psalms, chapter 77, Да видиме што кажува Библијата во 77-миот псалм, verse 13. 13-тиот стих. Verse 13. 77 псалм, 13 And стих. I'm very happy to see young people with the Bible in their hands. Ме радува кога гледам многу млади луѓе со Библија во своите раце. I'm very, very happy. Навистина ме радува. Because I remember on those days, Бидејќи се сеќавам порано во тие денови, when I was not converted, кога јас се уште не бев ниту обратен, if I was watching a movie ако гледав некој филм and I need to go to the toilet, и ако ми се приоди во WC за време филм, I would rather die than to escape to see the movie. попрво би умрел отколку да ја испуштам сцената од филмот. Or if I was watching a football match Или кога гледав фудбалски натпревар, and it was that period overtime, и ако во тој момент, значи кога натпреварот се продолжува во I дополнителните was минути, staying there no matter what. ќе се прикував таму без оглед што се случи. I don't understand Christians Но не можам да разберам како христијани, who they are watching on watch. како гледаат на време, If you pass 5-10 minutes ако in a sermon. пречекориш во проповед 5 или 10 минути. Sometimes we show more respect for football and movies than from the Word of God. Значи, често пати имаме поголем респект кон фудбалот или филмовите, отколку кон Божјето Слово. Now, I'm not encouraging anyone to watch movies or Не ве spend time with охрабрувам these things. со ова да гледате филмот. But we need to rejoice studying the Word of God. Туку дека треба да се радуваме проучувајќи го Божјето Слово. Dig deep the Word of God. Длабоко копајте во Божјето Listen Слово. what the Bible is saying. Да чуеме што ни кажува Библијата. Psalm 77, verse 13. 77 псалм 13 стих. Thy way of, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? Боже, Твојот пат е во светилиштето. Кој Бог е толку голем како нашиот Бог? I don't know how it sounds in the translation in Macedonian, Не знам како овој стих е преведен во вашите Библии македонски. but in original is saying like this: the way of God is being seen in the sanctuary. Но во оригиналот се вели нешто вака: Божиот пат се гледа во светилиштето. In the sanctuary we see all the truths.
Во светилиштето можеме да ги видиме сите вистини. And Satan is trying to destroy the sanctuary message. Затоа сатаната сака да ја уништи науката за светилиштето. What way we will see in the sanctuary? Чив или каков пат можеме да видиме во светилиштето? Go with me in the book of Isaiah chapter 35. Да отвориме заедно во Исаија 35 глава. Let's read together verse 8. 35 глава 8 стих. The Bible is saying, Библијата ни кажува: and an highway shall be there. 35 глава 8 стих. И таму ќе има друг, вели овој превод, And the way, and it shall be called the way of holiness. и патот по него ќе се нарече свет пат. The unclean shall not pass over it, Нечистиот нема да оди по него, but it shall be for those the wayfaring men, those fools shall not err therein. тој ќе биде само за светите, оние што одат по тој пат, дури и неискусните, нема да се загубат. So the way of God is being seen in the sanctuary. Значи Божиот пат се гледа во светилиштето. What way? Каков пат? The way of holiness. Тоа е свет пат, патот на светоста. So if we want to understand what does it mean to be a holy man, we need to study the way in the sanctuary. Значи, ако сакаме да разбереме што значи да се биде свет човек, треба да го проучуваме патот што води во светилиштето. I want to tell you something. Би сакал да ви кажам една работа. Most of the Adventist churches, they don't longer believe in the sanctuary message. Повеќето адвентистички цркви денес повеќе не веруваат во светилиштето. The majority, they don't understand the meat, the heart, the central point of the sanctuary message. Мнозинството денес, значи, не ја разбира ниту срцевината, сршта, суштината на науката за светилиштето. This way of holiness, Овој свет пат, victory over sin. победата над гревот. The majority of the people, they don't believe in such a thing. Повеќето верници денес не веруваат во. But God is saying, if Но you Бог- go on this way, Но Бог вели, ако зачекорите по тој пат, you will not err. You will not going to be deceived. нема да се загубите, нема да погрешите, нема да бидете измамени. Now we are studying about the seventh trumpet. Сега, например, проучуваме за седмата труба. And if you want to understand the seven trumpets, И ако сакате да ги разберете седмите труби, understand first of all the sanctuary message. треба најнапред да ја разбереме науката за светилиштето. Let me tell you, there are very many preachers today Денес постојат многу проповедници who have a different way of viewing the seven trumpets in the book of Revelation. кои што имаат поинаков начин на толкување на седумте труби во книгата Откровение. There are people who are studying about the seven trumpets and they are putting these trumpets into the future. Има луѓе кои што ги проучуваат седумте труби и ги ставаат во иднината. And this is wrong. А тоа е погрешно. And let me tell you why. И би сакал да ви кажам It is зошто. only because the people, they have taken their eyes out from the sanctuary message. Тоа е затоа што луѓето ги отклониле своите очи од пораката, од веста, од науката за светилиштето. I hope once in your life you study sanctuary. И јас се радвам дека барем еднаш во животот досега сте го проучувале светилиштето. How many apartments were in the sanctuary? Колку одделенија има во светилиштето? We have, all right, two, but with the court we have, let's say, three together. Точно, right? значи има две одделенија, но заедно со предворието So имаме we три. have the court of the sanctuary, Значи го имаме предворието во and in светилиштето the court were two objects there. и во предворието на светилиштето имаме два предмета таму. First of all was the altar of sacrifice, Прво го имаме жртвениот олтар или жртвеникот, and then а потоа it was the laver of brass with water. Потоа го имаме Laver. заборев како се викаше на македонски. All right, you understand. Now,
these two Check, objects check. were present in Slow the down. in the court. Slow down. Пијалникот. Смешна работа, му се не види. All right? Сиромашен јазик. Is everything all right? How many? Two in the Значи, court. во предворието имаме два предмета. Then you enter into another room, another place called the holy place. Но, после предворието влегуваме во првото одделение, наречено светиња. Now, when you enter in the holy place, there were three objects there. Кога ќе влеземе во светињата, таму ќе забележиме три предмета. On the north side На северната страна was the table with shewbread. ја имаме трпезата со лебовите. Then in the south part was the candlestick with 7 branches. А на јужната страна од светињата, од првото одделение, го имаме седмократниот And светилник. then the most closest object to the most holy place was the altar of incense. А потоа, најблискиот предмет до светињата на светињите, пред завесата, беше кадилниот олтар, That was having 4 horns. кој што имаше и тој 4 рога. So then after this we have there we have another room called the most holy place. А веднаш зад овој кадилен олтар и зад завесата го имаме најсветото одделение, светињата на светињите. What was present there in the most holy place? What object? Каков предмет се наоѓаше во светињата на светињите? The Ark of the Covenant. Таму се наоѓаше заветниот ковчег. Now think with me. Сега да размислуваме заедно. Question. Прашање. When Jesus Christ, our high priest, Кога Исус Христос, нашиот првосвещеник, moved from the holy place to the most holy place поминал од светињата во светињата над светињите, as a fulfillment of Bible prophecy, како исполнение на библиско пророштво. at what date? Кога, кој датум? 22 October 22 октомври 1844. 1844 година. So Jesus Christ went into the most holy place Значи, Исус Христос преминал во светињата над светињите 22 October на 22 октомври 1844. 1844 Is this година. clear for everybody? Дали ова јасно за сите вас? Now let me ask you this. Сега да ви го поставам In следно what вопрос. apartment of the sanctuary Во кое одделение од светилиштето Jesus was staying prior to 22 October 1844? се наоѓал Исус пред 22 октомври 1844 година? In the holy place. Во првото одделение, во светињата. Now, we have 7 trumpets in the Revelation. Сега, имаме 7 труби во Откровението. These 7 trumpets are split in 2 categories. Овие 7 труби се поделени во две категории. The first 4 are called trumpets, 4 trumpets. Првите 4 труби се наречени исто труби, значи 4 труби, The other 3, the last 3 trumpets, но последните 3 труби they are called woes in the book of Revelation. се наречени, Woes. знам што значи ова. Let's read. Revelation chapter 8, verse 13. Чекај да видиме како пишува тука. All right. Revelation 8, verse 13. 8 глава од Откровението. And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth by the reason of the other voices of the trumpet of the 3 angels which are yet to sound. Овде вели тешко. Тешкото. All right. Како вели Константинов ме интересира? И тој тешкото. Teshko. This is a word to remember. In Russian language is teshko. This is something hard that is going to happen. All right? Исто
бидејќи знае руски, го разбра зборот, значи нешто тешко. Now listen. Нешто Listen тешко right. ќе се случи. So the first teshko, woe, is the fifth trumpet. Значи, првото тешко, овдека, е петтата труба. The sixth trumpet is the second teshko. Alright? А шестата труба е второто тешко. But we need to study something about the seventh trumpet. Но, нашата тема е седмата труба. Now listen right now. Да послушаме. Let's read where was Jesus Christ present in the sanctuary Да прочитаме каде се наоѓал Исус во светилиштето, when the sixth trumpet sounded. тогаш кога затрубила шестата труба. Very important thing. Многу важно. Because if you know where Christ is present in the sanctuary, Бидејќи ако знаете каде е Христос присутен во you светилиштето, can understand what was happening upon earth and when was happening. тогаш ќе разберете што се случувало на земјата и кога се случувало. Now listen. Послушајте. Revelation chapter 9, Откровение 9 глава, and we read verse 12 and 13. ќе ги прочитаме 12 и 13 стих. Once one woe is past, and behold, there come two woes more hereafter. Едното зло, или ајде да речем, едното тешко помина, еве идат уште две зла по него. Now verse 13. And the sixth angel sounded, И сега 13 стих. И шестиот ангел затруби, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God. и чув еден глас од четирите рога на златниот жртвеник што е пред Бога. So when the sixth trumpet began to sound, И кога затрубила шестата труба или let me шестиот ask you, ангел, from where the voice is being heard? од каде дошол овој глас кој што се слушнал? From what apartment of the sanctuary that voice is being heard? Значи, од кој оделение во светилиштето доаѓал овој глас? From the most holy place or from the holy place? Дали од светињата на светињите или од првото оделение, од светињата? I'm waiting an answer. Чекам од вас From одговор. the holy place. Значи, од првото оделение, од Why светињата. we are saying the holy place? Зошто велиме од Because светињата? the golden altar of incense Затоа што златниот овде олтар, кадлниот that олтар, was having four horns кој што имал 4 рога, was present in the holy place of the sanctuary. се наоѓал во првото оделение, светињата. And you can study this in the Old Testament, the book of Exodus, Leviticus, Deuteronomy, everything is clear upon И that. сето ова можете детално да го проучувате во Стариот Завет, во Излез, Левит, Броеви, Второзаконие и така натаму. Now, that means Ова значи that the prophetical events дека пророчките настани, that are being presented in the fifth and sixth trumpet пророчките настани кои што ни се представени во петтата и шестата труба, are events that are happening upon this earth се настани кои што случуваат на оваа земја prior to 22 October 1840. пред 22 октомври 1844 година. Why? Зошто? Because we know where Christ is present in the sanctuary. Затоа што знаеме каде се наоѓа Исус во светилиштето. We know that Christ went from the holy place to the most holy place at 22 October 1844. Знаеме дека Исус преминал од светињата во светињата на светињите на 22 октомври But when the 1844 година. sixth trumpet sounded, Но тогаш кога затрубила седмата труба, Jesus is found where? Исус се наоѓа каде? In the holy place. Во првото деление, во Now светињата. listen what is happening when the seventh angel is sounding. Да послушаме сега што се случува кога седмиот ангел ќе затруби. Revelation 11, Откровение 11 глава, and let's read together verse 15. и да го прочитаме заедно 15-тиот стих. And the seventh angel sounded,
Затруби и седмиот ангел. What angel is sounding? Значи, кој ангел затрубил тука? Seventh angel. Седмиот. Now look what is happening in heaven when this angel is sounding. Сега забележите што се случува на небото кога ќе затруби седмиот ангел. Verse 19. And the temple of God was open in heaven. Се префрламе на 19 стих. Тогаш на небото се отвори храмот на Бога And there was seen in his temple the ark of his testament. и се јави ковчегот на заветот во неговиот храм. So when the seventh angel is sounding, Значи, тогаш кога затрубува седмиот ангел, what apartment we are seeing in heaven? кое одделение го гледаме на небесата? The ark of the covenant. Таму каде што е ковчегот на This заветот. is the most holy place. Односно, тоа е светињата над светињите. So when the seventh angel began to sound, Значи, кога седмиот ангел ќе затруби, we are speaking about prophetical events ние зборуваме за еден пророчки настан, that are happening after 22 October кој што 1844. се случува по 22 октомври 1844 година. Now let me say to you, Сега ќе ви кажам следно. Revelation chapter 9 Откровение 9 глава is speaking about the fifth trumpet ни зборува за петата and труба the sixth trumpet, и за шестата труба, while Jesus Christ is in the holy place. додека Исус се наоѓа во првото одделение, светињата. Let me ask you this. Да ве прашам следно. Why after the fifth and the sixth we have this break in the book of Revelation? Зошто после петата и шестата труба ја имаме оваа пауза во Откровението? And we see Revelation chapter 10. И после нив доаѓа 10-та глава од Откровението. And then we see the seventh angel. А дури после 10-та глава затрубува седмиот Do you ангел. know why? Дали знаете зошто? Revelation chapter 10 Откровението 10-та глава is the birth certificate of the Seventh-day Adventist movement. представува изводот од матичниот извод од родените за адвентистичката црква. And you know why we have Revelation chapter 9 and then Revelation chapter 10? И дали знаете зошто ги имаме? Значи, после 9-та глава, ова сендвич визија во 10-та глава, I understand that Macedonia is split in two big churches especially. Macedonia, there are two main religions, especially in Macedonia. како што разбирам, во Македонија има две големи религии. Orthodox Church Православната црква and Muslims. и Is it true? исламот, точно? Is it true? Точно. Do you know that Revelation chapter 9 is speaking about the Muslim world, the Islamic world in Bible prophecy? Дали знаете дека Откровение 9 глава зборува за исламот, за муслиманскиот свет? Now, I don't have all the time to speak about this. Јас немам толку But време да зборувам those за who ова. are taking notes, Но сите вие кои што пишувате за you белешки, can write down the book Great Controversy, запишете си ја во вашите забелешки книгата Големата борба, page 334, страна 334 335, и 335-та where страна, the prophet is saying, каде што пророкот вели, he was speaking about a pioneer of the Advent movement, Josiah Litch. таму Елена Вајд коментира случајот со еден пионер на адвентното движење, Јосија That Лич, was studying the prophecies from Revelation chapter 9. кој што ги проучувал пророштвата од Откровение 9 глава, And after he studied the prophecies from Revelation chapter 9, и откако ги проучувал пророштвата од Откровение 9 he глава, wrote a material, тој запишал, he published this material значи објавил цела една брошура and said, во која што напишал 11 August дека на 11 август 1840, 1840 the година Ottoman Empire will crumble down. Отоманската империја ќе се распадне. And the people, they don't believe that. А луѓето тоа не го веруваат. But Ellen White, she's saying, Но Елена Вајд запишала, the event was fulfilled exactly as the prophecy настанот се случил токму така како што пророштвото било And кажано. you know why God allowed this thing to happen? И дали знаете зашто Господ дозволил да се случи ова? During that time,
1840, Во тоа време, 1840 година, 1844. од 1840 до 1844 Do you година. remember about William Miller? Се сеќавате за Вилијам Милер? Do you remember about William Miller? He was preaching the messages in the book of Revelation and Daniel. И Вилијам Милер ги проповедал овие пораки од Откровението и од книгата на пророкот Данијел. Especially Daniel 8:14. Особено познатиот стих во Данијел 8 глава 14. And they calculated the Bible prophecy И според просметките што ги направиле од библиските using пророштва, the method користејќи го методот one day еден ден for a year. за една година, And the people said, и луѓето рекле, so what? па што се десува? From where we know that this is true? Од каде знаеме дека е ова вистина? This is the reason Ова е причината why prior to 22 October 1844, зошто пред 22 октомври 1844 година Revelation chapter 9 fulfilled. се исполнило Откровение 9 глава. And when that event fulfilled, И тогаш кога се исполнил тој настан, when the Ottoman Empire crumbled down, just like it was predicted in the Bible, кога Отоманската империја се распаднала токму така како што беше предвидено во the Библијата, people say like this. луѓето рекле нешто вака. If that prophecy was fulfilled, Луѓето си рекле, ако тоа пророштво that навистина се means исполнило, that even this prophecy is going to be fulfilled. тогаш тоа значи дека и ова другово ќе се исполни. Because the same method of studying the prophecy was Затоа што бил применет истиот метод на Was used. толкување на пророштвата. and then she said, Ellen White, she said in that book, А потоа Елена Вајд продолжува и вели во големата this борба, gave a great impulse to the Advent movement. тоа исполнување 1840 година дало силен поттик на адвентното движење And more people came to listen the message. и се повеќе и повеќе народ доаѓал да ги слуша тие So предавања. at the end of Revelation chapter 9, Значи на крајот од Откровение 9 глава you can write 11 August 1840. може да го напишете датумот 11 август 1840. Then God is putting a pause, И потоа Господ прави една пауза, presenting the experience of the people of God in that time. во која што пауза тој го опишува искуството на Божиот народ во тоа време, Presenting the great disappointment, го bitter disappointment. Let's wait for Satan to pass. All right. Да чекаме да заврши музичката точка, па ќе продолжиме. Во ред. Sometimes we try to do our best, but it's not working. Често пати се трудиме да го направиме најдоброто, And но I saw moments when, especially old people, they were trying to close their phones and they couldn't handle it. имам видено исто така и постари лица како се трудат да го исклучат And телефонот sometimes they need our help. и не можат да го најдат. И But- треба наша помош. Let's not let this noise to put our minds from the message. Но сега да не дозволиме овој звук да ги отстрани нашите мисли од пораката. In Revelation chapter 10, Во Откровение 10 is глава being described the bitter disappointment of the Advent movement. е опишано горкото разочарување на луѓето од адвентното движење. Listen what the Bible is saying Да слушаме што вели Библијата. from verse 8. 10 Читаме verse 8. во 10 глава од 8 стих. And the voice which I heard from heaven spake unto me again, И гласот што го бев чул од небото, одново прозборува со мене и and рече: said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel, which standeth upon the sea and upon the earth. Оди и земја отворената книжка од рацете на ангелот што стои над морето и над земјата. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. Тогаш отидов кај ангелот и му реков: Дај ми ја книжката. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. Тој ми одговори: Земја и изедија, во стомакот твој таа ќе ти биде горчлива,
но во устата ќе ти биде сладка како мед. And I took the little book out of the angel's hand И ја зедов книжката од раката на ангелот and eat it up. и ја изедов. And it was in my mouth sweet as honey. И во мојата уста ми беше сладка како And мед, as soon as I had eaten it, my belly was bitter. а кога ја изедов ми беше горчлива во стомакот. Now let me ask you this. In this process of eating the little book, Да ве прашам сега, во овој процес додека ја јаде книгата, in that period, 1840, во тоа време, да речеме 1840, what is the first phase of the digestion? значи, која е првата фаза на варењето? First, the little book was in the mouth. Значи, најнапред книгата била во неговата уста. And it was how? И каква била? Sweet. Сладка It како was мед. a sweet experience. Значи, тоа било едно сладко As the искуство. people were studying the Bible, Кога луѓето ја проучувале Библијата, the people were studying Bible prophecies, кога луѓето ги проучувале библиските it was пророштва, a sweet experience. тоа за нив било едно сладко искуство. But at the end, Но на крајот, it changed from a sweet to a bitter disappointment. тоа искуство од сладко се претворило во горчливо Do you разочарување. know that there are people who are laughing about Adventists? Дали се дека има луѓе кои што им се подсмеваат на And адвентистите they are saying, you predict that Jesus Christ will come in 1844. и велат, вие пророкувавте дека Исус ќе дојде 1844. You are liars. Вие сте лажговци. Nothing has happened. Ништо не се случило But тога. do you see, my brothers and my sisters, Но дали гледате, браќа и сестри, that bitter disappointment was predicted in Bible prophecy? дека тоа горко разочарување исто така беше предвидено во библиските Do пророци? you see this in the Bible? Дали го гледате тоа во This was Библијата? the experience of the true people of God. Ова било искуството на вистинскиот Божји народ. But now listen what is the mission that we have as a church after that experience. Но ајде да ја прочитаме сега која е мисијата што како црква ја имаме и треба да имаме после тоа искуство. Listen what is the line of work that God said you need to do this work. Кој е тоа дело по кое што треба да го завршиме според Божјото Слово? What is the message that we need to preach as a movement in these last days? Која е пораката што треба да ја проповедаме како движење во ова последно време? Verse 11. 11 стих. And he said unto me, И ми рече, thou must prophesy again. треба пак да пророкуваш. What we need to prophesy? Што е тоа што треба да пророкуваме? The same messages that have been presented during that time, we need to preach them again. И истите пораки што биле проповедани пред тоа, треба да ги проповедаме одново. The book of Daniel, Книгата на пророкот the Даниел, judgment hour message, пораката за Божиот the book суд, of Revelation. книгата Откровение, You need to prophesy again. треба одново да пророкуваме. To whom we need to prophesy this message? Кому треба да ги пророкуваме Listen what овие the Bible вести? is saying. Before many people, Библијата ни вели, меѓу многу народи nations, и племиња, tongues, јазици and kings, и цареви, you must prophesy again. треба пак да пророкуваш. My brothers and my sisters, Драги браќа и сестри, God is not saying if you want, you can prophesy again. Господ не вели, ако сакате, пророкувајте It's одново. your option. Ако сакате. God is saying you must prophesy again. Туку Господ ви вели, треба пак да You пророкуваш. exist like a church as a movement only for this mission. Ти постоиш како црква, како движење само заради оваа And if you мисија. don't do this mission, И ако не ја исполнуваш твојата there is мисија, no usefulness for you in this world. тогаш не постои никаква корист од тебе во There овој is свет. no difference between you and other churches. Тогаш нема никаква разлика помеѓу тебе и другите цркви. Now let me ask you this. Да ве прашам сега следно. What is that message Која е таа порака, that needs to be preached into the entire world? која што треба да се изнесе по целиот свет, да се проповеда по Many целиот свет? nations, Кај многу народи, tongues, јазици, kingdoms. царства, кралства. This is the three angels' message. Тоа е пораката на трите ангела или My тројната brothers and my ангелска sisters, вест.
Драги браќа и The сестри, only purpose that we exist as a movement единствената причина зашто постоиме како движење is because we have the last message to preach to this dying world. е што ја имаме последната порака што треба да се испроповеда на овој свет кој умира. Let me say to you this, Да ви го кажам следново. and I don't know if this is possible even here in Macedonia, И не знам дали е ова можно дури и тука во Македонија, but let me tell you this. но би сакал да ви го кажам следното. There are many people Постојат мнозина, who call themselves Seventh-day Adventists, има мнозина денес кои што се нарекуваат себе се but they адвентисти на don't седмиот have ден, any interest on the three angels' message. но кои што немаат никаков интерес во пораката на тројцата ангели. No interest. Никаков интерес. And they call themselves Seventh-day Adventists. А се нарекуваат себе си адвентисти Now на let me седмиот ден. continue and say the other thing. А сега ќе продолжам и ќе ви го But кажам if следно. you present the three angels' message, Ако ја изнесувате, ја if you проповедате present the victory over sin, троангелската вест, победата над гревот, if you present the righteousness by faith, ако ја го проповедате оправданието преку вера, if you present sanctuary message, ако ја проповедате науката светилиштето, these people овие луѓе are looking at you кои што ќе гледаат во вас and they say about you и велат за вас, that you are not member of the church. велат дека вие не сте член на црквата. You are independent movement. Вие сте некое независно движење. You are an independent church. Вие сте некоја независна црква. You are an independent organization. Вие сте некоја независна организација. Now let me say to you differently, my brothers and my sisters. The independent churches are those who are not preaching the three angels message. Би сакал да ви кажам дека независните цркви се оние цркви кои што не ја проповедаат троангелската вест. Do you understand what I'm saying? Дали разбирате што ви Those are кажувам? the dissidents. Тоа се дисидентите. Those are the fanatics. Тоа се фанатиците. Those are those who are starting a new organization. Тоа се оние кои што започнуваат или основаат нова организација. Not those who are saying we need to prophesy again. А не оние кои што велат треба пак да пророкуваш. These are the true people of God. Ова се тие And I две was групи, два very народа. encouraged yesterday when I came here, Јас бев многу охрабрен вчера кога дојдов овдека and just at the front there of the church, и токму напред пред влезот во црквата I saw the three angels message. ја видов троангелската вест. I hope that is not only a picture. Се радам дека тоа не е само слика. I hope that this is the experience in your church here. Се радам дека тоа е искуство во вашата црква. My brothers and my sisters, Драги браќа и сестри, this is the mission for our church. ова е мисијата за This нашата is црква. my mission and this is your mission. Ова е мојата мисија и твојата We мисија. exist as a church only for this. Ние како црква постоиме само заради ова. If we are doing another work, А ако не го правиме тоа, работиме нешто we are друго, doing nothing for God. тогаш не работиме ништо за And Бога. these are not my words. И ова не се мои зборови. These are words from the Bible. Ова се зборови од Now Библија. you remember what the mighty angel done? Се сеќавате што направи тој силен ангел за Who кој was the читавме? mighty angel? Кој бил тој силен ангел? Jesus Christ. Исус Христос. He raised his hand up Тој ја крена високо својата рака and swear и се on the заколнал. name of God the Creator Се заколнал во Божјото that in име. the days when the seven trumpets shall begin to sound, Дека во деновите кога ќе затруби седмиот ангел from 1844, од 1864 година, the mystery of God тајната Божја shall be fulfilled. ќе се исполни. And this is a promise straight from God. И ова е ветување кое што ни доаѓа директно од Бога. What is this mystery? Која е таа Божја тајна? That God swear that is going to be fulfilled. Која што самиот Бог се заколал дека ќе ја исполни. And it's going to be fulfilled, my brother. И навистина ќе биде исполнета. Even if you believe or I don't believe, it's going to be fulfilled. Без оглед дали верувате или не верувате, Божјата тајна ќе се Because изврши. God give His word on that. Тоа е затоа што Господ го дал својот збор. My brothers, we are very weak. Браќи и сестри, ние сме многу слаби. Do you know that the Bible is saying that it is better the end of all things than the beginning? Дали знаете дека Библијата вели дека последното
е подобро од првото на почетокот. There is another Bible passage that is saying, those who are last will be first. Или оној друг библиски стих што вели последните ќе бидат први. When Adam will resurrect, Кога Адам ќе воскресне and he will look at this generation. и ќе погледне на оваа генерација. I have 1 meter and 95 centimeters. Јас сум висок 1 метар 95 сантиметри. And this is because I played a lot of basketball. Знаеш дека е тоа. Now listen. Adam will look at me and he will begin to cry. Тоа е затоа што играв кошарка на времето. Кога Адам ќе воскресне и ќе не види нас од последната генерација, тој ќе заплаче. He will begin to cry. Тој ќе почне да плаче. Because he will see the consequences of sin. Затоа што тој ќе ги види последиците на гревот. Do you know what capacity of our brains we are using today? Дали знаете со каков капацитет работи нашиот мозок денес? Genius like Albert Einstein, he was using 6-7%. Такви гениалци, например, како Алберт Ајнштајн, користеле 6 до 7%. The majority of people 4%. Повеќето луѓе во светот 4%. I don't know what will happen with the next generation of youth Ја не знам што ќе се случи со следната генерација на млади луѓе, who are raising cats with milks on telephones. кои што одгледуваат мачки со млека од телефон. You are laughing, but this is a reality. Се смееме, меѓутоа ова е реалност. People, they are hitting with their heads in the city because they don't take their eyes from the mobile phones. Меѓутоа има луѓе кои што буквално си ја удираат главата некаде од зид затоа што не го отстрануваат својот поглед од мобилните But телефони. with this weak generation, Но токму во оваа слаба генерација, God will do something marvelous. Господ со оваа слаба генерација ќе направи It is нешто our privilege, my brothers and my нешто sisters, големо и тоа е наша привилегија, that браќа и with us сестри, the great controversy to be finished. дека со нас ќе заврши големата борба. And those accusations from Satan to be trampled down. И сите сатански обвиненија ќе бидат фрлени на земја And the great controversy to be ended. и големата борба ќе биде завршена. The closest people that will stay in heaven near Jesus will be from this generation. Оние луѓе кои што ќе бидат, кои што ќе стојат најблиску до Исуса во Божјето царство, ќе бидат луѓе од последната генерација. The last will be first. Затоа што последните ќе бидат први. The mystery of God will be finished. Божјата тајна ќе се изврши. What is this mystery of God? Што представува оваа Божја тајна? God will have a perfect generation. Тоа е тајната според која Господ на оваа земја ќе има една He совршена will have a church генерација. that will have complete victory over sin. Ќе има една црква која што ќе постигне целосна победа над And гревот. God swear that this thing will happen in these last days. И Господ се заколнал дека тоа нешто ќе се случи во последното време. Let me close 2 Bible verses I want to read. Би сакал да завршам со 2 библиски стиха. Go to the book of Colossians chapter 1. Да отвориме во посланието на Колосијаните 1 глава. The mystery of God will be finished. Божјата тајна ќе се изврши. What is this mystery of God? Што представува оваа Божја Listen тајна? what the Bible is saying. Colossians Да видиме што вели Библијата, Колосијаните chapter 1. 1 глава. And we want to read from here, from verse 25. Ќе почнеме да читаме првата глава од 25 стих. Whereof I am made a minister, Не излезначи на црквата и станав служител, according to the dispensation of God, which is given me for you to fulfill the word of God. не станав служител по Божја наредба што ми е наложена мене за вас, за да го исполнам Словото Божјо. 26. Even the mystery which have been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. 26 стих. Тајната, скриена од векови и родови, а сега откриена на неговите светии. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. На кој Бог пожела да им покаже какво богатство на слава има во таа тајна за незнабожците, односно дека Христос, надежта на славата, е во вас. Which is this mystery? Што представува оваа тајна? Christ
in you. Христос во тебе. Not Christ near you. Не Христос до тебе. Christ in you. Христос во тебе. Christ in me. Христос во The мене. hope of glory. Надежта на And when славата. Christ is in me, my brothers and my И sisters, кога Христос е во мене, драги браќа и сестри, my words are not my words, тогаш моите зборови не се мои зборови, are Christ's words. туку се Христови When I зборови. dress myself, I'm not dressed because I want so. Кога се облекувам, не се облекувам зашто јас така сакам, It's because Christ lives in me. туку затоа што Христос живее во мене. What I am eating, Се што правам, what јадам, I'm watching, јадам, it is гледам, because the mystery of God is being fulfilled in my life. ќе биде затоа што Божјата тајна се исполнува во мојот живот. Christ in you, the hope of glory. Христос во вас, надежта на славата. But where is Christ in Laodicea? Но каде е Христос во Лаодикеја? Inside or outside? Внатре или надвор? Outside. Надвор. There is no hope of glory without Christ within. Не постои никаква надеж за слава без Христа внатре во нас. Look verse 28. Да го погледнеме 28 стих. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Него ние го проповедаме, вразумувајќи ги сите луѓе и учејќи ги со сета мудрост, за да го представуваме секој човек совршен во Христос. This was the work of Apostle Paul. Тоа било делото на He said, апостол my Павле. work Моето is дело, to present you perfect in the face of Jesus Christ. моето дело е да ве представам совршени во вашата вера во Исуса Христа. And he's saying, this is my fight. И тој вели, тоа е мојата борба. This is my burden for you. Затоа се трудам и се борам. Ова е моето I бреме за вас. want you to be saved. И јас сакам да биете My спасени. brothers and my sisters, Драги браќа и we сестри, are not coming to church only to sing. ние не доаѓаме во црква само за да пееме. We are not coming to church to give offerings. Не доаѓаме во црква само за да даваме We are дарови. not coming to church to play the piano. Не доаѓаме во црква за да свириме пијано. We are not coming to church to be on a list with our names. Не доаѓаме во црква за да нашите имиња бидат запишани God is во having a plan. црковната книга, туку затоа He што wants Бог His mystery to be fulfilled in our lives. има план со вашиот живот, а тој сака неговата тајна да се He исполни. wants a generation of people that will be perfect, victory over sin. Тој сака да има таква генерација на свој народ која што ќе биде совршена, која што ќе постигне победа над гревот. And He promised. И тој ветил, He left His right hand. ја кренал во својата And He рака swore и се заколдал that this thing is going to happen. дека тоа ќе се случи, It is going to happen with you. ќе се случи со тебе, It is going to happen with me. ќе се случи со мене. May the Lord help each one of us. Нека Господ ни помогне Don't секој еден од think вас. if everybody is living the way that they are living, God is not having a group of people that is preparing for His second coming. Немојте да мислите дека затоа што мнозина живеат така како што живеат, дека Господ нема и ќе нема своја група на луѓе, свој народ кој што ќе живее таков живот. God is совршен. having a people. Господ има свој народ. Our last verse is found in the book of Luke. Нашиот последен стих ќе го прочитаме во Евангелието по Лука, Luke chapter 1. во Лука првата глава. And this is a prophecy made by the Holy Spirit through the lips of Zechariah. Ова е инаку едно пророштво кое што Светиот Дух го дал преку устата на Захарија. Look what the Bible is saying in Luke chapter 1 verse 67. Да погледаме што вели Библијата во Лука прва глава 67 стих. And his father Zechariah was filled with the Holy Ghost and prophesied, saying. А Захарија, татко му на Јован Крстител, се исполни со Дух Свети и пророкуваше говорејќи: Blessed be the Lord of Israel, for he has visited and redeemed his people. Благословен да е Господ Бог Израелов, зашто го посети и го избави својот народ. And hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David. И подигна за нас мокно спасение во домот на Давид, својот слуга. Now look what the Bible is saying in verse 73. И сега да се префрлиме да видиме што вели Библијата на 73 стих. The oath which he swore to our father Abraham,
на заклетвата со која му се заколна на Аврам, нашиот татко, that he would grant unto us that we, being delivered out of the hand of our enemies, might serve him without fear. дека ќе ни даде, штом не избави од непријателите наши, да му служиме без страф, In holiness and righteousness before him all the days of our life. ќе му служиме без страф во светост и правда пред него преку целиот наш живот. How many days? Колку долго? All the days. Целиот живот. Not one day per week. Не само еден ден седмично. We are Christians on Sabbath, the other days we are ourselves. Не христијани само во сабота, а другите денови сме ние своји. God swore Господ се заколнал that he will have a people дека ќе има свој and they народ will live in holiness and righteousness кои што ќе живеат во светост и all праведност the days of their life. целиот свој живот. Do you believe that? Дали верувате во тоа? Most of the people they don't. Повеќето луѓе не веруваат во ова. But God, he swore Но Господ се заколна and he will fulfill. и Господ ќе го исполни својот збор. I want to say a short experience Би сакал да ви споделам едно кратко and I искуство invite you to pray. и да ве повикам да се молите. Months ago I was invited in Denmark Пред неколку месеци бев поканет во Данска, to present a series of presentation to a television station. каде што требаше да одржам некои предавања, серија предавања на една телевизија. Every night I was going and recording and present some messages. Секоја вечер одев таму и снимавме And I was емисии. staying in an apartment with some brothers from Romania that are living for a long time in Denmark. Престојував во стан на некои браќа од Романија кои што долго време живееа во Данска. And during the day I was staying with them. Во текот на денот престојував во станот заедно со нив. At a specific time I was needed to go and do the service at this television. А потоа навечер во одредено време требаше да отидам во таа телевизија каде што требаше да проповедам и да се сними. In one day, Еден ден this family were praying for some new neighbors in an apartment. ова семејство се молеше за некои нови соседи во таа зграда до нивниот There was стан. a family from Africa Имаше едно семејство од Африка and they start to pray for their neighbors. кое што почнало да се моли за сите своји And in соседи. one day they saw them coming from work at home. И еден ден ги виделе соседите како се враќаат назад дома од својата And работа our sister, she opened the door и малата сестричка го ја отворила вратата, salute them, ги поздравила and she said, I want to give you a gift. и им рекла, би сакал да ви дадам еден поклон, еден дар. And she was having in her hand А во својата рака држеше, the book Great Controversy. ја држала книгата Големата борба. He said, I want to give you this gift. И вели на соседите, јас сакам да ви ја дадам ова, да ви го дадам овој дар. And this young man looked at the book А младиот човек, кога ја погледал and книгата, he said, рекол, what is the topic of this book? зашто зборува оваа What книга? is the main message of this book? Која е пораката на оваа книга? And our sister started to say about the message of the book. И сестра почнала да му раскажува, да му зборува за пораката на оваа The history, книга. religion, what is going to happen in these last days. everything. Целата историја за која што зборува, историјата на And he верата was very happy. и пророштата што ќе се случат And he во said, I последните really денови. enjoy studying this type of books. И човекот се воодушевил и рекол, јас навистина уживам читајќи, проучувајќи вакви He теми. took the book and went into his apartment. Ја зел книгата и влегол дома во својот And стан. our sister said, Brother Andrew, И сестрата ова ми се обрати и ми рече, брате you know, Ендрю, let me invite him that he may discuss a little bit with you. ајде да го поканам овој човек да може малку да поразговара со тебе. And I said, no problem. Реков, нема проблем. If he is willing, I will speak with him. Ако тој сака, ќе разговарам со него. And she went and invited this young man. И отишла и го повикала овој човек. And he came.
И тој дошол. And we start our discussion. И почнавме да разговараме. For me at the beginning was a little bit hard because I didn't knew what was in his mind. На почеток за мене малку ми беше тешко затоа што не знаев што овој човек како And you размислува. have to listen if you want to know what is here. Како размислува, што има во неговиот ум и во тие случаи And треба да слушате за I да was trying разберете. to bring the discussion in at the spiritual level. Се обидував да го свртам разговорот на една духовна тема. And I noticed something. И забележав, When I was putting a question, секогаш кога поставував прашање, this young man responded only with verses from the Bible by heart. овој човек одговарал само со библиски стихови научени на памет. But he was not saying the reference where it was found in the Bible. Меѓутоа, не кажуваше каде се наоѓаат тие стихови во Библијата. I was putting the question, a Bible verse. Секогаш кога ќе поставив прашање, добивав како одговор библиски And I looked цитат. at him and I said, Michael, do you read the Bible? Погледав кон него и му реков, Мајкл, ја читаш Библијата? And he said, yes. И тој рече, да. But from where you know that I read the Bible, he asked me. Но тој ми вели, а од кај знаеш дека ја читам Библијата? Because I listened to these Bible verses that he was quoting. Затоа што те слушав како ги цитираш овие библиски стихови. And then we start our discussion. И потоа ја го прекинавме And разговорот I asked him, и го прашав, at what church are you going? во која црква одиш? And he was saying, А тој ми рече, I don't go to any church. јас не одам во ниту една црква. Why? Зошто? And he starts saying to me why. И почна да ми кажува зошто не оди во ниту една црква. And he was presenting his experience. И почна да ми го раскажува своето искуство. But the thing that shook my foundation when I listened to him, Но она што ги разнеша моите темели, така да се he said изразам, like this. беше I ова. am working as an engineer with the computers. Јас работам како инженер со компјутери. And I have a break to eat. И кога имам пауза за да ручам, I eat, ќе јадам, but I'm taking time to pray. но исто така одвојувам и време за молитва. We don't have a specific place to pray, he was saying, Немам некое конкретно место на работа кај што би можел да се молам, but I kneel down in a corner, меѓутоа ќе клекнем во некој агол, even though my colleagues are there, дури кога во собата се присутни сите мои колеги, and I'm praying. и јас се молам. And sometimes, Andrew, you're saying me, И понекогаш ми вели Андреј, I hear them laughing about me, ги слушам додека се молам како ми се смеат. but I don't care. Но мене не ми е гајле. Listen, I need to pray. Затоа што мене ми треба молитва, треба да се молам. I need to pray, Andrew. Имам потреба од молитва. And you're saying, 2 weeks ago, an angel visited me. И потоа ми рече, пред 2 седмици ме посети I еден said, ангел. what happened? Што се случило? I was praying Јас се молев, and I was studying the Bible. ја проучував Библијата And this angel appeared и ми се појави ангел and said to me, и ми рече, very soon многу скоро, you'll discover the truth of God. многу скоро ти ќе откриеш Божјата вистина. Continue to study the Bible. Продолжи да ја проучуваш Библијата. Continue to pray as never before. Продолжи да проучуваш како никогаш порано. And God will show you the truth. Продолжи да се молиш како никогаш порано и My Господ ќе ти ја brothers- покаже вистината. I was without words. Браќи и сестри, јас останав без зборови. People like this are in Skopje. Има вакви луѓе и во Скопје, They are here in Macedonia. тука во Македонија. Faithful in what they know. Верни во сето она што го знаат And they are waiting. и чекаат. They are waiting the messengers of God Чекаат да им дојдат Божји гласници, to come with the gospel for this time. да им дојдат со евангелие во ова време. How many of you, Колку мина од вас we want to say, Lord, би сакале да речат, Господе, please те молам, fulfill your mystery even in my life. исполни ја твојата тајна во мојот живот. I want that Jesus Christ to live in my heart today. Јас сакам Исус Христос да живее денес во моето срце. Is this your desire? Дали ова ваша желба? May the Lord bless each Нека one. Господ ве благослови секој еден од вас. Amen. Амин.